Поголемиот дел од штипските конфекции нема да ги почувствуваат субвенциите за минималната плата од 12.000 денари, кои ги планира новата влада од септември е ставот на Владо Нетков, член на текстилниот кластер. Платите во конфекциите во Штип кои солидно работат се над 14.000 денари. Овие субвенции, смета Нетков, ќе ги почувствуваат пред се конфекциите од помалите градови во Источна Македонија, каде што на работниците им исплаќаат плати од 10 или 11.000 денари. Се плашам дека сето тоа ќе доведе до некоја урамниловка што е многу негативно за стимулот кај вработените. Тука е проблемот, колку го тоа луѓето разбираат, колку не го разбираат, колку се овие представници на владата и нивните стручни тимови, колку го тоа разбираат, не знам да ви кажам. Но проблемот ќе биде тој. Како ќе се реши со субвенции, без субвенции, не сакав искрено да го прашам премиерот, бидејќи јас мислам дека се уште и тие немаат расчистено која методологија ќе спроведуваат при субвенционирањето која го најавуваат на текстилната индустрија. Нетко вели дека на вчерашната средба со премиерот Заев му предучил дека македонската текстилна индустрија, која е трудоинтензивна дејност, не може да понуди плати на работниците како оние во Европа. Причините според него лежат во продуктивноста и во одредени законски решенија. Напоменав дека имаме 50% продуктивност во однос на германската, што значи произведуваме два пати помалку од тоа што произведуваат тие во единица време. Едната работа. Втората работа е работиме помалку од тоа што работат германците. Зошто? Затоа што германците работат 40 сати, цела Европа, не само германците, значи работат 40 работни часа, во кои 40 часа не е вклучена паузата за одмор, што кај нас не е случај. Премиерот Заев сепак при посетата на штипските текстилни конфекции истакна дека владината мерка за зголемување на минималната плата се очекува да стартува од септември, а тоа ќе значи подобрување на стандардот на македонските работници. Но разговаравме со газите заради тоа што намерата не е да владата императивно преку закон ја донесе минималната плата, а со тоа ги уништиме перспективите на самите бизниси на фабриките. Гледаме дека има услови за воведување на ваква мерка, ќе продолжат консултациите се до донесувањето на законското решение и на неговото имплементирање, но она што е важно при една ваква мерка е дека покачувањето на минималната плата на 12.000 денари ја отвара спиралата на покачување на севкупните плати во Република Македонија. Секако, првиот таргет е текстилната и кожарската индустрија како најниско платени. Со законот за минимална плата предвидено е владата една година да го субвенционира стопанството, кој исплатило плата на вработените по 12.000 денари. Од буџетот секој месец за оваа субвенција ќе се трошат по 1,5 милиони евра.